Во тема на денот, како што најавив, мој гостин лидерот на СДСМ Венко Филипче. Добро вечер и добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам поканата. Ќе почнам со последната актуелна тема, случајот модуларната болница во Титово, всушност 19 објекти. Јавното обвинителство го затвори случајот и оцени дека практично не сте сториле никакво кривично дело поврзано со овој случај. Со години практично од случувањето на пожарот во Тетовската модуларна болница го носевте теретот на овој случај, на овој настан трагичен. Чувствувате ли дека сега е оваа работа завршена и дека сте ослободен од овој товар кој го носите со години? Гледайте, јас знаев како сум работел, знам како сум работел. Честно, без коруптивни пракси, како во рамките на мојата работа на клиниката со пациенти, така и додека сум бил министер, или која да функција сум ја извршувал. После тоа, едноставно, тоа е мојот пристап. Се затвори тој предмет, практично обвинителството вчера кажа дека немало прекршување на службената должност, дека немало штета на буџетот. Морам да кажам дека многу ми е жал за луѓето што загинаа таму, за семејствата. Навистина сочувствувам, тоа го чувствувам и денес и веројатно тоа така ќе биде секогаш. Тоа тогашната опозиција, сега моменталниот премиер Христијан Мицкоски го искористи. Него му требаше некој да прикаже како убиец. Со неговиот главен пиар советник Латас тие смислија таква кампања да ме нарекува убиец, доктор Менгеле, доктор смрт и како не. И тоа траеше 5 години. Они се возеа на таа приказна која сега им падна во вода. Јас денес имав пресконференција на која што побарав да се извинат. Не на мене. Не затоа што знам дека од такви луѓе, такво извинување никогаш нема да дојде, ниту сакам. Зашто? Затоа што ниту имаат емпатија, ниту сочувство. И гледавме денес пресконференцијата на премиерот, 4 пати повторува, гореа живи луѓе и така натаму. Јас во таа приказна не навлегувам. Можам да правам пандан, затоа што имаше трагични случаи и во изминатиот период. Меѓутоа нема да ги злоупотребувам ниту чувствата, ниту жалот кој што го носат со себе семејствата на луѓето, но барам да се извини и Христијан Мицкоски и криминалната група на ВМРО на семејствата затоа што ја злоупотребија емоцијата, жалот кој што го чувствуваат тогаш и сега се уште, и на тоа сакаа и добива политички поени. Го чувствувате како закана оно што го вели денеска премиерот, дека секогаш може да се појават нови факти и докази кои ќе доведат до повторно отворање. Гледате, тоа не е прв пат тој да се заканува, по кој знае кој пат се заканува. Се закануваше на собраниска говорница, на јавни настапи, пресконференции, каде и дооди. Зошто? Затоа што е слаб и уплашен. Затоа што знаеш какви коруптивни сделки тој сега прави и менаџира и затоа тоа се плаши, а одговорноста ќе остигне од која власта ќе ја вратиме во рацете на народот. Единствено човек кој што нема резултати и кој што ништо не изменаџирал како што треба и нема резултат ниту во економијата, ниту во земјоделието, ниту во образованието и здравството, ниту во рамките на реформите, ниту во надворешната политика, што му останува освен да се заканува. Бевте ли во овие изминати години повикуван од обвинителството, дававте ли искази, имавте ли верба дека овој ќе биде исходот, бидејќи велите, знаете како сте работеле? Гледайте, и тоа беше најбитно што јас знам како сум работел. И дека со ниту една постапка и со ниту еден ден чекор или било што сум направил, не само во контекст на оваа набавка на модуларните болници, која што патем не ја водев јас, беше меѓународна постапка која што водеше Светска банка. И тоа е вистината. По сите меѓународни светски критериуми и стандарди со цел да се изменаџираат пациентите, бројката на пациенти кои што не постоеше друг начин како можеше да се хоспитализира, да не беа модуларните болници. Луѓе ќе умираа по паркинзи. Тоа беше целта на поставувањето на тие објекти. ВМРО-ДПМН веројатно со право констатира дека секогаш го критикувате јавното обвинителство. Денеска верувате во нивната одлука, смета премиерот дека тоа е еден вид на лицемерие? Ние бараме само објективност и непристрасност. Суштината е дека огромен број на луѓе во изминатиот период сега во правосудните органи нема доверба. Зашто и како тоа еволуирало во текот на изминатите години и кулминира со тие рекордни мал процент на доверба кај судството и обвинителството е дел кој што заслужува посебна анализа, меѓутоа секако и посебен пристап.
кој што треба да се прави, а суштината на пристапот се реформите. Една од причините зашто оваа власт на чело со Христијан Мицкоски не ги прави реформите, кои што се понудени од Европската унија во рамките на реформската агенда, е поради тоа што не сакаат европско обвинителство кај нас. Европското обвинителство, проширувањето на ингеренциите на европското обвинителство се механизам кој што цврсто верувам дека ќе ја враќаат довербата на правосудството кај нас. Очекувате ли парадоксално ваквата одлука на јавното обвинителство и на за организиран криминал да ги врати во игра или да ги засили шпекулациите за политички договор помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, бидејќи затворањето на случајот се случува во време на владењето на ВМРО ДПМН, која беше партијата која го обвинуваше сила овие години? Гледайте, има тука апсурд. Всушност има два апсурди. Првиот апсурд, ако тој предмет е почнат за времето на СДСМ, зашто требало да се чека ВМРО да го затвори и така да има некаков договор? Па тој ќе се затворил ако нешто се влијаело во тој дел во времето на СДСМ. И вториот апсурд. Гледайте, јас сум професор по неурохирургија. Ја имам мои пациенти. Јас имам мои студенти со кои што комуницирам секојдневно. Зарем јас би влегол во некој таков договор и би дозволил 5 години некој да ме нарекува убиец, за да некој после ми помогне во нешто? Па тоа е целосно апсурдна и на крај на памет ситуација. Премиерот вели ако барате избори, ќе ги добиете, вие не ги барате, велите не сакате да давате алиби. Или би било поедноставно граѓаните тоа, ако го поедностават како порака, само да сватат дека СДСМ не сака избори затоа што не е подготвен за изборно соочување. Но ние сме подготвени за изборите кога и да се случат. Единствен кој што бега сега во овој момент од изборите и кој што е вистински уплашен од изборите е Христијан Мицкоски. Зошто? Поради тоа што му паѓа рейтингот, затоа што не испорачува резултати никаде. Затоа што не испорачува ништо во делот на економијата, во делот на стандардот на граѓаните. Стандардот тоне. Платите не се покачуваат, цените се во плафон, луѓето не може да преживеат. Ништо не се случува во делот на здравството. Видите каков хаос. 5 центарот не работи 2,5 месеци. 600 пациенти заболени од рак не може да стигнат до диагноза и да добијат соодветна терапија или модификација на терапијата, затоа што луѓето не се способни да го изменеджираат тој сегмент од здравството. Што се случува во образованието? Буквално ништо, нема раст на платите. Што се случува во земјоделството? Нема исплата на субвенции. Луѓето поголеми им се трошоците да произведат нешто, било кој сегмент во земјоделството, лозарите, сточарите, млекарите и така натаму, отколку што се откупните цени. И што прави власта? Буквално ништо. И кога немаш такви резултати, нормално што се плашиш од избори. И од тоа бега Христијан Мицкоски и затоа бара алиби кај нас. Што е суштината? Кога ќе има избори, треба граѓаните да знаат. Тогаш кога ќе снема пари во буџетот за да ги троша на своите партиски тендери. Ништо друго. Ние нема бидеме алиби. Гледате, Христијан Мицкоски има двотретинско мнозинство у парламентот. Зашто му е опозицијата? Зашто не слушаше кога рековме да не се укинува техничката влада? Туку тоа го направи на сила. Зашто не слуша кога треба да се донесе закон нов изборен во кој што нема да се стави член во кој што овозможува изборен грабеж, а тоа е електронско гласање на диаспората? Зашто сега бараат либи за нешто за што вистински не му треба? Апсолутна власт има, председателска, парламентарна, двотретинска, мнозинство на општините. Зошто бара алиби кај нас? Ама тоа е пиаровски пристап. Добро, но ако тоа е пиаровски пристап во кој што кога ќе се најават избори, се мери на рейтингот и се прават истражувања. И тоа е пиаровски метод кој што е увезен од Србија. Добро, ако паѓа рейтингот на власта, ако сите овие проблеми граѓаните ги живеат и ги ја обвинуваат власта, за тоа би било логично вие први да барате избори, а не тој да бара алиби во вас. Ние сме целосно спремни за избори, имаме спремен тим, имаме спремна програма, имаме спремна програмска платформа и во текот на септември ќе го објавиме нашиот мастер план за Македонија. Стана збор за план од 5-6 точки, во кој што граѓаните ќе знаат доколку ни даа доерба што ќе се случува во следниот период од 2 години. Транспарентно, отчетно, ќе се темели на неколку точки кои што сериозно ги тангираат најважните проблеми на граѓаните и за напредокот на државата. Зашто? Поради тоа што сакаме да покажеме дека не сме исти со организираната криминална група на Христијан Мицкоски. Напротив, диаметрално сме спротивни. Дека ние сакаме држава напредна во кој што секој ќе ја гледа иднината, а не ја гледаме државата како што тие ја гледаат како плен. Во кој што сакаме да имплементираме политики за доброто на граѓаните.
со стандард плати, пензии, училишни, студентски додатоци и така натаму, а не да купуваме нов авион, као што сака Христијан Мицкоски. Затоа што сакаме да се реформира овој систем, затоа што сакаме да има отворени граници, а не да се чека по 10 часа на границите поради тоа што не сакаат во Европа. Така да граѓаните ќе видат и ќе слушнат тоа во текот на месец септември. Работевте ли во текот на летото на вистинска консолидација на партијата по јавните критики од дел актуелни, дел поранешни функционери на СДСМ за правецот во кој ја движите или во кој се движи партијата? Гледате, ја не слушам некоја конкретна критика. Да бидам искрен, вратите во партијата се отворени, кој сака може да дојде. Сегашни, актуелни, поранешни функционери, граѓани, кои што многу пофреквентно доаѓаат во изминатиот период, различни граѓански организации, независни активисти и интелектуалци кои што сакаат да се вклучат во работата на СДСМ. Апсолутно не признавам седенки во кафани на карирани чаршафи, затоа што тој елитистички пристап во кој што као нешто се глуми и се кажува, а всушност таквите политики во минатото сме виделе дека не донеле ништо добро, нема да донесат ни сега. Придонесуваат кон поделба и немир кај членството и кај симпатизерите. Затоа што тоа кажува на истиот пристап како што Христијан Мицкоски го имаше за време на Илинден. Само поделба на граѓаните. Тоа на нас не ни треба. Ни треба единство, а вратите у партијата се отворени за сите. Ако утре се одржат парламентарни избори, ваша слободна проценка од пратеничката група која сега ја има СДСМ во собранието, колку мина би останале на добитни места? Половина, помалку, повеќе? Не размислувам така. За мене сите луѓе, партиски другари се еднакви. Без разлика дали биле во минатото сега или не, или во иднина треба да бидат во дел од тимовите. Сметам дека искусни, добри познавачи на работите, луѓе со кредибилитет, луѓе кои што имаат легитимитет да презентираат политики, кои што се добри познавачи на работите, кои што имаат желба, визија. Понатаму млади луѓе кои што веќе се вклучуваат во тимот и врз основа председна личниот рейтинг ќе бидат во тие тимови. Апсолутно не мислам дека сум некој арбитар. Важна е сигурно и лојалноста кон вас. Се сложувам, но јас не патам од тоа да некој биде некако патолошки лојален кон мене. Не. А ако има луѓе кои што добро стојат на анализи, истражувања, анкети кои што ќе ги правиме секако и секогаш се прават воочи изборите кога се конструираат тие листи, тие ќе бидат таму секако. Зошто? Поради тоа што не претерувам кога кажувам, не станува тука збор за иднината на СДСМ. Тука станува збор за иднината на Македонија. Со вакви политики ова не води никаде. А јас не сум оптеретен дали некој бил сегашен актуелен пратеник порано и понатаму, не. Тоа за мене апсолутно не е критериум кој што ќе одредува политичката судбина иднина, ниту пак јас се доживам како некој арбитар кој што ќе решава за некоја или за нечија политичка иднина. Добро, од внатрешно политичките теми во изминатиот месец жестоко ја критикувавте владата за начинот на менаџирање, справување со кризата, со водата во Гостивар. Не беше сепак на мета локалната самоуправа и градоначалникот кој беше поддржан од СДСМ на локалните избори. Зошто ја амнестиравте локалната самоуправа, знаејќи дека водоснабдителното предпријатие е всушност во ингеренции на локалната власт, а не на централната? Рибата мириса од главата. Така да власта треба да се превземе одговорност, а не во најголемиот пик на голем број на случаи, над 5000 заразени луѓе, преполна гостиварска болница, 20 дена вода која што гостиварци ја пиеле со фекалии, премиерот да се замени на екскурзија. Ексклузивна, скапа, на прошетка низ Европа. Каква е таа одговорност? Кого го гласале граѓаните? Понатаму, во контекст на локалната самоуправа, гледате ги нивните двојни аршини, сега мене повикуваат за нешто во 2022 година, ама сега ние сме требале да збориме за градоначалникот. И тоа се тие лицемерни политики на ВМРО на Христијан Мицкоски, со ништо не сака да се справи затоа што нема желба ниту интерес. Што е суштината? Треба власта да менаџира кризата. Треба власта да каже кои се главните причини, како тие ги расчистиле тие работи, како ќе се изменаџира кризата во болницата, кој ќе ја превземе одговорноста за сите работи, кога се молчало додека гостиварци пиеле вода со фекалии. 22 дена претходно. И клучното прашање, зошто сега не го објавуваат резултатот од водата во Гостивар?
Како може да им се верува кога само 3 дена пред да се преполни болницата во Гостивар има резултат дека водата била исправна за пиење? Како може да се верува на оваа власт? Тоа е само една од работите кои што они немаат легитимитет и кредибилитет да зборат поради тоа што се е ова е една лажна политика. Со лаги дојдоа на власт, со лаги владаат. Имало ли во времето кога вие сте биле министер извештаи до вас за неквалитетна вода во Гостивар или на други места за кои не сте ни информирале јавност? Гледайте, ако имало некаков извештај за било каква неправилност, не само овој дел, бидете сигурни дека се интервенирало. Ама 5000 луѓе заразени и заболени и луѓе кои што пиеле вода со фекалија, тоа верувате дека нема. Имаше ли СДСМ улога во ширењето на паниката и стравот кај граѓаните во однос на квалитетот на скопската вода? Премиерот вели талогот во кој СДСМ се препознава стои позади креирањето на онаа хистерија која настана околу тоа што пиеме. Добро, за христијан очигледно талог е секој тој кој што има логични прашања и бара одговор, а тој не ги дава. Талог е секој кој што бара добар стандард. Талог е секој кој што бара систем, а не авторитарен режим како сега. Талог е секој кој што бара Европа, а нема. Тоа е талогот за христијан Мицкоски, за жал. Логични се нашите прашања, ние не креавме паника ни хистерија, имавме логични прашања. Што се случува на сливот на реката Лепенец со Вардар, кога се појави пена од непознато потекло во непосредна близина на 4 до 5 бунари тука до сливот, каде што се појави таа заматена и пенлива вода, изворите во кои што се дополнува расче. Дали е тоа паника? Вие кажете ми дали е паника тоа што го прашуваме и дали добивме одговор. Се најдели што е случувало. Тоа не е паника, тоа е одговорно постапување. Тоа е нашата работа. Да прашуваме и да ги информираме граѓаните. Кога имаме работа со власт која што само лаже. Добро, но го губили се да само кредибилитетот ако отвора вакви случаи кои ќе алармираат јавноста на највисоко ниво, како што беше на пример случајот со вашата најава дека ќе дојдат голем број на мигранти во Македонија, потоа не се случува ништо. Го губите ли кредибилитетот да отворате вакви случаи? Не, напротив, поради тоа што отвораме сериозни прашања. При тоа прашањето со мигрантите е се уште актуелно. Што се случи? Само го преформулира. Како рекоа, странски економски работници. Го зголемија бројот на дозволи на 10.000. Па гледате колку мигранти има низ држава. А вице-премиерот Александар Николовски до година најава 50.000 нови. Па имаме ли сега кредибилитет или не? Па и нашите работници кои се селуваат да се економски мигранти во некоја земјите каде што работат. Тоа е потребата на пазарот на трудот. Треба да се каже искрено и отворено. Не да не напаѓаат нас, дека ние отвораме теми кои што немаат врска, затоа што вистината е дека има 10.000 нови работници, дека има кој знае колку, десетици илјади барања. И тоа е прашање кое што новинарите треба да го истражат за државјанство, на луѓе од странство. И тие работи се многу битни. И нормално најавата за 50.000 работници до година од други земји. Да, во една прилика и премиерот го прашав за тој зголемен број на граѓани кои бараат државјанство. Најголем дел се македонците во Германија кои немаа можност за двојни државјанства. Сега Германија тоа го дозволи, така што оние кои морале да се откажат и се враќаат. Не дека се вратија нашите од туѓина, ниту пак дека се тоа не знам кои други лица кои што сакаат да добијат македонско државјанство. Па не би земал со толкава доза на сигурност тезата на премиерот. У многу ситуации до сега се покажа дека не ја кажува вистината. Не беше загрозен идентитетот, па не беше добар преспанскиот договор, па го пофали. Па беше дека ќе го вратат името, па не го вратија. Па дека протоколите се дел од преговарачката рамка, па сега дека не се. Едноставно, последно што слушнавме дека пензиите растеле со 325% подобро или повеќе или како и да го формулира од времето на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Ајде за економијата ја тој мисли дека се пензионерите наивни. Ја критикувате владата на економски теми често. Ако тврдите дека денес економијата не оди добро, премиерот често ја споредува со 2022 година како референтна во која имавме двоцифрена инфлација и тешка економска криза во земјава. Кој показател според вас е најсилниот аргумент дека денеска е полошо со политиките на оваа влада отколку што би било со политиките на социјалдемократската влада која во 22 ајде да ги потсетам граѓаните што се правеше и какви мерки се преземаат тогаш, затоа што гледам дека често се коментира кризата во 2022 година со почеток на војната во Украина и сега. Тогаш 2 милиарди евра во ковид и енергетската криза како мерки
посебни кон граѓаните се пуштија и кон компаниите. Се зачуваа десетици илјади работни места, десетици илјади компании се зачуваа, не се затворија. Струјата се субвенционираше на над 600.000 семејства. Луѓе со социјални случаи, пензионери, млади луѓе добиваа пакети мерки. Така се менаџира кризата. Што имаме сега? Која категорија на граѓани е заштитена? Ниту една. Во тоа време во кризата континуирано растеа платите. Минималната плата се зголеми 3 пати. 300%. Беше 9-10.000. Сега е 26.000. Не сака да ја зголеми премиерот на 600 евра. А вика дека сме трета економија во Европа. Па ја кажува ли вистината? Очигледно дека не ја кажува. Понатаму, се менаџираше добро пензискиот систем. Се воведе методологија за раст на пензиите и пензионерите точно знаеа колку ќе им биде зголемувањето на пензијата, затоа што беше врзано со трошоците за живот и со просечната плата. Што сега се случува? Вториот пензиски столб е ставен во ризик. Сака да ги земат парите. Ова власт тоа се обидува да го направи. Да ги земе парите кои што граѓаните ги уплаќаат за да имаат сигурни пензии. И тоа се најавите. Замислите, има формирана работна група да го евалуира тоа. Да ги земат парите од кои што идните пензионери ќе земаат пензија. Тоа се разгледува во владата. Понатаму, за колку се зголеми социјалната помош? За 300%. За колку е сега зголемено? 0. За колку се зголемија платите во здравството? Па најмалку се дуплирани. 250 до 3 пати имаат лекарите специјалисти на клиниките. Знаете сега колку е зголемување? 0.